Добро вечер, почитувани. Следите за или против на Алфа. Ви благодарам за довербата. Отворена е сезоната на пожари. Подготвени ли се локалните власти за справување со огнените стихии ова лето? Заврши учебната година, но се вложува ли доволно во образованието? За сите прашања кои што ги засегаат граѓаните на општина Ѓорче Петров, одговори барам од градоначалникот Александар Стојковски. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и ви благодарам на поканата и на можноста да кажеме што се најактуелните случувања во Ѓорче Петров. Еве и поздрав до гледачите на емисијата За или против. Еве ќе започнеме со најактуелното. Отворена е сезоната на пожари. Годинава започна од Штип, таму огнените стихии се уште не се ставени под контрола, иако се гаснеше цела ноќ. Се вложува ли доволно во ова? Ги научивме ли лекциите од минатото? Па видете, да, точно е, посебно со зголемувањето на температурите. Сведоци сме овој период, последнава недела, имаме нагол скок на температурите, има вегетација на непристапни терени и сето тоа дополнувајќи го човечкиот фактор и несовесното однесување најчесто на поединци, пак ќе кажам најчесто, бидејќи како причинители на овие пожари на отворено сепак е човечкиот фактор во позадина. Ни се случува тоа што ни се случува. Екипите се, верувам, многу поспремни од лани, бидејќи во минатата година државата и приватни општествени компании вложија многу во осовременување на постојниот капацитет кој што го имаме на располагање како држава, како целосно зборам, и тука и Центарот за управување со кризи, и Дирекцијата за заштита и спасување, и територијалните единици на противпожарните служби се поопремени од тоа што беа лани. Дополнително, еве сега за градот Скопје конкретно, бидејќи ние како општина сме дел од таа територијална единица за противпожарна заштита, односно бригадата на градот Скопје, имаше и нови вработувања во делот на единицата, така да верувам дека и кадровски, човечки се поспремни. Во делот на она што се однесува на општина Ѓорче Петров, кај нас имаме за среќа да имаме станица на противпожарната бригада на градот Скопје, со која што сме добро координирани. Имавме искуствено минатата година, која во еден ден се справивме со пожари на 7 локации на територијата на општина Ѓорче Петров, и тоа не беа на едно место, на различни локации. Голема помош ни даде тогаш и единицата за брзо распоредување, интервентната полиција на Министерството за внатрешни екипи на Министерството за одбрана на Републиката. И успеавме да се спасиме со еден брз координиран одговор на таа ситуација. Ние сме активни со собствените универзални сили за заштита и спасување. Баш пред некој ден имавме еколошка акција заедно со питомците од Војната академија, се со цел да бидеме подобро координирани и да бидеме во подобра функција. Располагаме со возила од типот на помали камиончиња сами како општина, имаме опрема за гаснење на пожари. И генерално на располагање ни се овие сили што ги говорам, тие се околу 30 на луѓе вработени во општината Ѓорче Петров, со она што може да значи лична опрема за справување, додека пак, еве кажав и претходниот дел, координирани сме со другите единици кои што би можеле во таква ситуација да ни помогнат и ни помагаат, како и да не заборавам тука локалното население многу активно се вклучува во ваквиот тип на интервенции, дури и фирмите локални, оние кои што располагаат со градежна механизација, булдожери, ровокопачи и се она што е потребно, и тие ни се приклучуваат во акциите. Се надевам дека оваа година нема да го имаме искуството од лани, но еве никогаш не се знае, тоа е нешто непредвидливо. Посакувам само побрзо да делуваат екипите и да се изгаснат настанатите веќе пожари. Да, ЗЕЛ сформираше еден кризен штаб за побрза, координирана соработка со локалните самоуправи. Колку тоа ќе помогне во ова лето во справувањето на пожарите, со оглед на тоа дека имаме некои општини кои што на повеќе локации, како што напоменавте, имаат пожари, додека други пак воопшто во текот на целата сезона немаат никаква активност за среќа со справување со пожарите. Видете, тоа е многу комплексно прашање и е прашање кое што треба, ние треба да сме постојано спремни дека нешто, не дај Боже, може да ни се
случаи. За жал нееднакво се распределени овие сили во Републиката и тоа не од сега, тоа е така години наназад. Сега сме уште потешка ситуација затоа што можеби недостигот на кадар на луѓе кои што се заинтересирани да работат. Таа работа јас видов дека директорот Стојан Чангелов излези со еден повик до поранешни вработени во МВР во војската да се вклучат во 3-месечниот период кој што следи. Мислам дека е тоа добар потек, зашто сепак се работи за луѓе од службата кои што се спремни, кои што се обучени знаат работата. За таа работа и е многу подобро него да сега се помине одреден период на обука и видовме лани дека не беа доволно заинтересирани, имаше и лани еден сличен повик, тоа ќе ни станува се посериозен проблем и добро е што постои вакво координативно тело за да заеднички ги согледаме сите страни на овој проблем, меѓутоа и заеднички да се делува. Ова е сепак сезонска работа и можеби треба тука да пристапиме кон некои модели на дополнително обучување на луѓе како што на времето беше оној дел за цивилна заштита, треба да работиме со структури нормално полнолетни граѓани и одредена, мислам дека возраста беше до 50 години старост, барем за она што се вика оправување во делот на општините. И мораме да исцрпиме потенцијал од секаде, меѓутоа исто да бидат соодветно и наградени тие луѓе кои што би го презеле товарот, сепак е одговорна работа, да бидете на приправност цело лето и да има резултат за ако имаме некоја несакана ситуација. Веќе напоменавме дека зад пожарите во најголем дел стои човечки фактор, односно граѓани намерно позадината секогаш излегува на површина, но лани имавме ситуации политички кога се подметнуваат пожари. Дали се доволни казните во овој дел и што може општината да направи? Дали зголемен надзор на зелени површини, депонии и така натаму? Секој еден од нас, како граѓанин на местото каде што живееме, општината, градот, небитно, треба да биде надзор. Зошто? Ниту една институција не располага со доволен број на сили човечки за да го покрие секој метар квадратен од територијата каде што сме. Тоа е прво, значи секој треба да биде одговорен во односно на што действијата кои што го извршуваат другите луѓе навремено да предупреди. Има броеви 112, кај што може да се алармира за одредена итна ситуација, полициските станици, сите општини имаме полициски станици, тие не се првите чекори преку кои што може да делуваме. Значи секој од нас треба да се стави во функција на времено да дојавува доколку има одредено несакано действие од страна на поединци. На тој начин најдобро ќе се заштитиме. Мислам дека треба да стартува за скоро забраната за движење во шуми, што исто така од голема полза. Едукативно да се делува на децата, како што делуваме преку противпожарните сојузи од основно образование, во средните не знам, бидејќи немаме под надлежност наша средно училиште, и да се издигне, барем во летниот период, овој проблем на национално ниво, дека треба да биде приоритет број 1. Да се знаат точно хидрофорите каде се за полнење на возила, во случај на потреба, зборам, противпожарни црева, по зградите, по домовите, по, да речам, периферните населени места или викенд населбите, затоа што таму многу често се случуваат ваков тип на појави. Ние лани го имавме истиот случај. Олеснато ако има изградена инфраструктура, но многу често во овие делови нема соодветна инфраструктура за да се пристапи со поголем капацитет на возило. Меѓутоа, мора да сме будни да делуваме. Во моментов во Штип го имаме првиот поголем пожар, таму екипите се сконцентрирани и делуваат, но да, убаво кажавте дека често и политички мотивирана и позадината. Јас се сеќавам не само лани, туку и пред многу години имавме на сезона на големи пожари, исто тогаш беше таква позадината. Сепак тука има истражни органи кои што треба презаат. Наше како граѓани зборам пред се, затоа што голема маса на луѓе ни треба, е да се будни и да укажуваат на време доколку има на одредено место можност за пожар, некој прави одредени работи кои што не се соодветни. Ние лани во Ѓорче фативме пироман еден кој што беше притворен понатаму и соодветно кривично процесиран. Мислам, станицата во Ѓорче Петров. Околу 60-на, најмалку 60-на кривични пријави имаше за цела територија на државата. Се палат и депониите.
намерно или депониите, ненамерно? Па видете, нема ненамерно палење тука. Тие кои што го прават тоа злодело, најчесто сакат и да го покријат истото. Често имаме ситуации на горење на кабли, на друг тип на пластика, на отпадни гуми со цел железото да се влече, па потоа истото тоа се предава на откупните центри, но да, и посебно е тешко бидејќи тие тешко се гасат. Депониите имавме нели лани во Дрисла неколку пати беше потпалувана, сме имали на наша територија. Постојано се пали. Визбегово, секаде каде што има дива депонија е потенцијална опасност дека може да дојде до несакана ситуација. Презема ли општината нешто за ова прашање за решавање на дивите депонии? Мислам, вие да ги чистите доколку граѓаните ги создаваат, ако не на ова на друга локација ќе ја создадат. Ние баравме уште во минатиот состав на ЗЕОС да има драконски казни. Првин за формирањето односно за ваквиот тип на луѓе кои што ќе бидат фатени дека создаваат диви депонии. Зошто го велам ова? Имаме ние наплата на казни, меѓутоа тие се мандатни казни со многу мала вредност. Мислам да 20 евра, ако платат во рок од 7 или 8 дена законски, им е дозволено да платат половина од тоа, односно само 10 евра. Овие луѓе кои што свесно го создаваат тоа, го знаат, тоа им е пресметан ризик. За толку малку пари, вие не може да ги спречите тоа да постојано они да повторуваат да го прават. Совеста се види дека не функционира. Едноставно и единствено решение ни е драконски казни. Јас лично бев заложник да се примени законот за кражба на дрва, затоа што таму доколку ве фатат со одредено возило до крајате дрва, тоа возило ќе ви биде одземено. Така да може да го примени истото и во овој случај. Секој што ќе биде фатен дека нелегално депонира било каков тип на отпад на несоодветно место, веднаш да се санкционира и кривично и да му се одземе возилото со кое што го извршил действието. Дали е камион, дали е трактор, дали е количка, дали е приколица, значи сето тоа понатаму во одредена постапка може да биде предмет на одземање. И само така мислам дека би ги подисплашиле да не. Но имаме ситуации секојдневно се бориме на терен со така наречените чистачи на подруми. Морам да го кажам ова јавно, затоа што и по Facebook страните и на различен тип на социјални медиуми и групи може да видиме многу често дека се рекламираат лица кои што чистат подруми. Јавно кажувам дека овие лица не треба да бидат ангажирани од страна на граѓаните затоа што нелегално работат и во најголем дел се и несовесни затоа што истиот отпад кој што ќе го соберат, понатаму она што не им е потребно го оставаат до контејнерите, а тоа што им е потребно си го земаат и го предаваат во рециклажен центар. Така да луѓето, односно граѓаните, доколку ангажираат фирма или лица кои што го прават ова, треба да побараат од лицето да има договор склучен со единствената депонија Дрисла, местото на кое што тој отпад би го одложил. Со тоа што ангажираат лица кои што се занимаваат со расчистување на непотребни работи од дома, без ваков документ, тие фактички го помагаат создавањето на дивите депонии. Истото она за што понатаму се бунат дека ги има многу, дека не се. Тоа е истиот отпад кој што го имаат тие дома, меѓутоа не го фрлиле тие, во нив ниме го фрлил некој друг. Дали ограничувањето да не се фрла отпад од страна на граѓаните по 22 часот донесе некакви резултати и за тоа имаше казни и граѓани беа казнувани по 22 часот доколку фрлаат отпад, ако знаеме дека во не така далечна минато Скопје беше затрупено со ѓубре и нефункционално предпријатие комуналеца. Па добро, видете, тука не сме го решиле проблемот се уште, целосно. Има подобрување во делот, но исто така имаше и казни за тие после 22 часот што ќе депонираат отпад. Не гледам јас искрено да кажам, пак ќе се навртам претходниот дел што го зборев. Ние прво треба да им создадеме услови на луѓето. А доколку сакаат да рециклираат, дима каде да рециклираат. Доколку сакаат да одложат одреден тип на отпад, дима каде да го одложат. Сите општини еве беше најавено тоа дека со набавката на новата опрема, еве и Ѓорче Петров ќе добие таква претоварна станица. Ние сме спремни како општина да формираме и не претоварна станица, посебно него собирен центар, каде што граѓаните ќе можат, и сме во постапка за такво нешто, за да создадеме услови и да ги намалиме оние да ги намалиме можноста за злоупотреба и да депонираат на сите страни ѓубре. Ние како општина континуирано, не само сега, туку последните 4 години, а и претходно,
Имаме собирање на отпад од дома. Нормално тоа ако се работи за нормални количини на градежен, на зелен отпад, на таков тип на отпад од домовите. Нашето камионче врти секојдневно, на ден има дури некојаш и по 20 интервенции. Еве повторно апелирам да не на страната на комуналниот пункт на општина Ѓорче Петров ги има податоците, контакт бројот, слободно може да се јават доколку имаат одреден тип на ваков отпад со кој што не може да се справа, да дојдеме и да излеземе во пресвет и сето таа услуга нудиме бесплатно. Се со цел да не ги оставаат работите покрај контењери, бидејќи дополнително отежнуваат работата и на комуналните служби на градот Скопје и на луѓето кои што се сезонски ангажирани преку општината. Така, генералка, викенд ќе помогне ли, доколку почесто го правиме како држава, како општини, за граѓаните, не само за ѓубрето, туку фрламе пикавси кај стигнеме како граѓани. Се вклучуваме себе си во ова. Зошто го правиме толку, го имаме канти, имаме контењери, но сепак или пак на автопат, лименката пиеме сок и ја фрламе преку прозор. Видете, јас за тоа кажав дека ние со свеста сме раскрстиле на овие простори и Генералка викенд е само една активност која што спроведува невладина организација во соработка со наши општините. Ние секојдневно го правиме тоа. Ако треба све друго да застане, па ние само да чистиме ѓубре, еве да не правиме улици, да не правиме училишта, градинки, сите пари ги потрошиме на тоа да чистиме ѓубре, а не упорно да фрла, мислам дека нема да постигнеме ефект. Доколку немаме соодветен систем на награда и казна во случајот и доколку не создадеме услови за да го побараме тоа од луѓето, еве ви услови сега, слободно можете да однесете тука и мора да се научиме дека нема ни една услуга бесплатно. И сето тоа бесплатно некој го плаќа на крајот од денот, повторно ги плаќаат самите граѓани кои се создаваат ѓубре, бидејќи наместо ние со тие пари, се големи пари во прашање, по различни програми годишно тоа се 300, 400, 500 евра по општина, зависи некој можеби и повеќе кој што може да си дозволи. Тоа се сериозна сума на пари која што ние тешко ја обезбедуваме, а многу лесно ја трошиме на ваков тип на активности кои за жал не можам да кажам дека вложуваат со 100% резултат. Повелете. Да, сакав да преминам на темата Safe City. Почна да функционира во Скопје, има резултати, тоа е очигледно и статистиката и бројките го покажуваат тоа, но деновиве има акција за моторџиите, особено во Ѓорче Петров, каде што вчера имаше и инцидент со мотоцикли. Дали вие како општина ги поддржувате ваквите проекти, дали ги на некој начин ги промовирате се со цел пред се заштита на човечкиот живот? Па видете, Safe City е одличен проект кој што за сега почна да дава резултати. Дополнително е јавна поздравувам акцијата на Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден, која што се одвиваше на територија на Ѓорче Петров и општина Сарето, е под полициската станица од општа надлежност Ѓорче Петров. Лично бев на терен и видов дека голем број на полициски сили се присутни. Точно е дека имаше и сообраќајка, карши пазарчето во Ѓорче Петров помеѓу двајца мотоциклисти. Се надевам првен дека се во добра здравствена состава, тоа е најбитно, а за последиците треба да се одговара тој што е причинител посекако. Но ваквите активности треба да се секојдневни. Зошто го велам ова? Многу чисто сме ние како граѓани сведоци секојдневно на злоупотреба на мопеди од страна на малолетни лица, посебно и со ненавршени ни 14, ни 16 години, без заштитна опрема, да, со електричните тротинети. Ја поздравувам одлуката еви на министерот да ги забрани целосно, по примерот во некои други држави, затоа што на вистина се небезбедни од аспектот како се користат кај нас. Многу често граничниците знаат да ги извадат, да возат побрзо од тоа што можеби се фабрички тие подесени да возат. Јас како лекар додека дежурав сум имал многу често, и тоа немаше толку голем број на тротинети во тој период, сум имал многу често фрактури, односно повредени како резултат на возење на тротинет и велосипед при спуштање со неконтролирана брзина од водно, од Нерези, од Кучково, од овие места кои што се подостапни за спуштање. Одговорноста во сообраќајот е на сите. Вие да управувате со електричен тротинет на сред улица, во средина на лентите, што многу често може да го видиме, со цел или да претекнувате со мотор од десна страна или да на дупла линија,
Safe City системот само треба се надгледа во делот на казнивост на моторите. Јас лично не бев запознат дека тие практично не ги детектира нив системот, затоа што таблиците им се само на задната страна на возилото. Но она вчера што го видов во Ѓорче, при масовната присуство на полицијата, на сите можни булевари, најавени се го поздравувам и сакам да продолжи во континуитет, да продолжи не само на булеварите, да продолжи во парковите, да продолжи на насипот на реката Вардар, затоа што таму имаме сериозни поплаки. Кога некој не го почитува просторот на другите луѓе кој што е јавен, тоа сериозно треба да биде санкциониран. Safe City ќе ги зголеми надлежностите во однос на неправилно, непрописно паркирање. Дали Општина Ѓорче Петров има генерално проблем со паркинг местата и Имаме проблем со несовесно паркирање, како што кажавте вие. Бидејќи до сега одевме со опомени за несоодветно паркирање на тротоари, бидејќи ние како општина не казнуваме. Во тој надлежно е Министерството за внатрешни работи, иако многу често ни се обраќаат на нас луѓето, еве јавно кажувам дека ние казни такви не изрекуваме. Да изрекуваме дека во зеленило или ако смета ставаме опомени за отстранување на возилата кои што се нерегистрирани подолг период и кои што зафаќаат јавен простор, но тоа колку што сум запознат што сака да го имплементира Safe City, мислам дека веднаш ќе го реши проблемот со неправилно паркирање. Тогаш ќе најдат место и во дворовите да ги паркираат, тогаш ќе најдат место и нормално да ги стават во гаражите подземни кои што граите ги имаат, така да мислам дека ќе помогне во тој дел. Од МВР вела дека мора прво да се реши проблемот со слободните места за паркирање, бидејќи има голем недостаток на слободни паркинг места, особено во централното градско подречје. Затоа прашав дали Општина Ѓорче Петров прави нешто. Видете, секаде тој проблем е присутен, од едноставна причина што законската регулатива не е обврзувачка, зборам за купувачите на стамбен, па и на деловен простор. Таа обврзувачка за инвеститорот, од прилика негде едно и пол паркинг место доаѓа соодветно на површината да има обезбедено за да добие соодветната дозвола за градба. И тој норматив они го исполнуваат. Меѓутоа проблемот е во тоа што голем дел од семејствата имаат по повеќе од едно возило. Некои имаат две, некои имаат три возила. Сега проблемот е со вишокот на возила. За тие испади, јас сум имал често со мои сограѓани кои што реагираат и оправдано реагираат. Не велам дека не. Ја имам среќа да живеам во објект кај што има доволно паркинг место за сите. Меѓутоа многу такви и немаат таква среќа или не си создале таква можност, затоа што не купуваат гаражи, скапи им се гаражите. Не купуваат, па потоа има проблем, ги ставаат на улица или ги зафаќаат паркинг на некој друг објект, нечесто доаѓа и до меѓусебни конфликти. Но решението за тоа е измена на законската регулатива. Секој при купување на стан да мора да обезбеди барем да купи барем најмалку едно паркинг место и деловните простори исто така да има дедицирани паркинг места кои што во иднина би ги тие по квадратура им следуваат уште во текот на градба, така да на тој начин до негде би можело, инаку да секаде каде што има можност урбанистички и тука сме доста ограничени. Пожелно е да планираме катни гаражи како можност за паркирањето на возилата. Дали во блиска иднина имате планирано Да, некој изградба? ние имаме еден детален урбанистички план во измена и тоа беше дел од мојата изворна програма за изградба на катна гаража во Ѓорче Петров. Тоа е во близина на пазарчето каде што и најголемата фреквенција. Значи имавме ние идеја за уште една таква катна гаража, Карши пазарчето, на влезот на ЈСП. Меѓутоа беше отфрлена ради потребата на БРТ да биде тука станциониран системот кој што е во најава дека ќе се интензивира. Кога веќе ги отвориме инвеститорите, како општината привлекува нови инвестиции? Дали имате најава, мислам на фирми, големи компании, имате ли простор каде доколку некој заинтересиран сака да отпочне инфраструктурен проект, фирма, компанија? имаме таква локација сега донесовме пред година и на индустријски зони. Нов урбанистички план кој што опфаќа зона со намена Г, тоа е за развој на лесна и незагадувачка индустрија. Исто така покрај оваа зона работиме во ширен детален урбанистички план на улицата Шарпланинска, каде што и во моментов е
таков тип на намена, меѓутоа со ово возможуваме можност за доаѓање на други инвестиции. Има, не можам да кажам дека има преголема заинтересираност, има повеќе од помали компании и фирми, но ќе видиме што ќе се случува во иднина. Трговските маркети вака се доста, односно трговските куки се доста присутни, гледам дека има интерес на повеќе локации, за да отворат објекти и работиме на тоа да им помогнеме што побрзо да стигнат до потребните документи. Да, тука правиме кратка пауза, образованието и младите, тема кој што ги отвараме веднаш по рекламите и не го менувајте каналот, останете на Алфа. Добро дојдовте назад, следите за или против на Алфа. Вечерва мој гости во студиото е градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Градоначалник, што прави општината за младите? Пред извесен период имавте заедно со Агенцијата за вработување настан во кој ги запознавте младите, какви позиции се нудат во општина Ѓорче Петров. Има ли заинтересирани млади кои што сакаат да останат тука и да работат во општината? Добро, ние баш во изминатиот период ни беше плоден во делот на работа со од најмалите, па овие ајде малце поголемите, ние ќе почнеме во овие поголемите. За прв пат општината Ѓорче Петров имаше директна соработа со Агенцијата за вработување на Република Македонија, токму во презентација на оперативниот план кој што го донесе владата за помош и поддршка за вработување, која што пред се однесува на млади. И многу ме воодушеви тоа што имаше голем интерес, 40 на деца, односно млади, се не се тие веќе толку малечки, во организација на локалниот младински совет и оделението за локален економски развој во општината и вработените од истото, организиравме на прекрасна информативна трибина на која што младите беа запознаени и ме радува со мерките кои што може да ги искористат. Ме радува и тоа што имавме млади кои што веќе размислува на многу добри бизнис планови и тука сме ние како општина сето тоа да го поддржиме во процесот понатаму, се она што им треба да ги споиме со фирмите кои што веќе функционираат, дел да им дадеме насока како да продолжат со оние што сакаат и еве да оставиме, мислам дека до крај на месецот беше трае повикот, да видиме што ќе резултира од овој настан и од информациите кои што се пренесени на истиот. Претходно претходно сакав да се надоврзам бидејќи овие стварно ми дојдоа во многу брзо време. Имавме еден настан каде што бевме пилот исто така прва општина во државата, каде што основци учествува со поддршка на Junior Achievement од Македонија организацијата. Направивме еден надпревар на училишта каде што сите презентира бизнис идеи. Воодушевен сум од тоа колку се иновативни нашите млади. Навистина не претпоставував дека ќе излезат со такви креации, бидејќи имавме иновации во делот на и мануфактурата и на информатичките технологии. И тоа гледам како им беше поблиску средината. Таков тип на модели развиваат децата и имаме, веќе размислуваме секако дека ќе продолжиме тоа, но овие 6 тима кои што беа со 6 производи или можност за бизнис, за дел обезбедивме веќе приватни компании со кои што би ги поврзали и им подпомогнале да се развиваат, за другиот дел исто така сме во потрага да ги охрабриме младите. Имаме и фонд за награда на ваквиот тип на активности и дека тука ќе продолжиме во тој дел затоа што навистина се покажа дека има интерес и децата сакаат се насочени да речам предприемнички и се отворени многу повеќе можеби од тоа ние на времето што добро и добро е што како општина ги поттикнувате, им давате мотив, ги поврзувате со тие компании. Па тоа е најбитно, да им се даде техничка поддршка, затоа што има добри идеи, имаат можност, но тие со тоа може да стигнат до некаде. За да го развијат целосно идејата, да направат имплементација на бизнис идејата и на она што сакаат да го работат, во тој случај, значи пожелно е ова што го правиме за нив.
веќе ги отворивме ги прашањата, темите што ги засегаат најмладите, колку општината инвестира во образованието? А ако имаме предвид дека изминатиот период баш доста проекти беа отворени токму во општина Ѓорче. Ајде вака да кажам дека целосно сме фокусирани, нескромно ќе кажам, може ми сме и најсфокусирани од сите општини во државата во овој момент. За тоа говори податокот што во само еден месец ние 3 камен темелници за доградба на 3 училишта инвестираме. Дел со поддршка на МОН, дел со поддршка на владата преку повикот, односно проектите кои што ние ги спремивме. Зошто го велам ова? Во Ѓорче се градат во моментов 24 нови училници. Тоа е практично повеќе од едно ново училиште, ако го гледаме така сумарно. А целта ни е да воведеме едносменска настава во сите основни училишта во Ѓорче. До сега имаме во поголем дел на училиштата воведена, овие каде што ни фали простор, се прави доградба во моментов и со тоа ние сме сигурни дека ќе постигнеме голем ефект, затоа што децата ќе се видат дома до 15:30, односно до 16 часот, понатаму се слободни во текот на попладневните часови за воншколски активности, за повеќе време со семејството и со родителите. Тоа ми е приоритет број 1. Ќе имаат стабилен биоритам, зборам секој ден ќе стануваат во исто време, ќе легнуваат, така да нема да имаат тука осцилации во текот на денот. Дополнително ние како општина пак ќе заштедиме на ресурси во попладневните часови, грејање, ладење и човечки ресурси. Ќе го сконцентрираме бројот на техничката служба во една смена, ќе добиеме подобар ефект, бидејќи ресурсите се тие што се на располагање. Инвестираме многу не само во доградбите, инвестиравме 2 нови кабинети, ова полугодие доби училиштата во Мирчацев и во Страшок Пинџур, продолжуваме да ги компјутерски да ги опремуваме сите други основни училишта. Дополнително на 20 јуни мислам дека стартуваме со изградба на најголемата фотоволтаична централа во државата на јавни површини поставена, 2,2 мегавати фотоволтаици, еколошка енергија која што ќе користи и училиштата, меѓутоа и општината ќе има финансиски бенефит од целиот тој проект. Дополнително Спортските терени? Школските терени ни се сите завршени. Спортските? Да. За тоа мислев, за спортските терени. Ние направивме негде 13, мислам дека вкупно. Во склоп на училишта? Дел се во склоп на училишта, дел се и надвор, но во склоп на училиштата сите училишта ни се покриени со тартан подлоги и дел со вештачка трева, онаму каде што имале можност тоа да го направиме. Во моментот работиме и на изградба на 3 паркови за калистеника, од кои што 2 се во основно училишта, во Мирчацев и во Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски. Така да ги збогатуваме со нови современи елементи за функционирање на децата и па и на нивните родители од најразлична возраст. Со последниот проект мислам дека ни останато едно кошаркарско игралиште во Беровски со тартан да биде обложено, меѓутоа не е толку од приоритетна пригода, затоа што таму и мултифункционално тоа е со тартан и имаме со вештачка трева веќе постоечко игралиште. А ако негде сме вложиле во делот на спортската инфраструктура, сме вложиле најмногу. Значи мислам дека околу 30 милиони денари во последните 2 години инвестиравме во изградба на овој тип на објекти. Се со цел престојот во училиште и после училиштето, бидејќи школските дворови се место каде што децата се собираат и попладне и добро да се собираат таму, иако знаат некојаш да бидат понемерни, па да направат некој проблем. Да, имаше инциденти. И тоа го решаваме, но пак е добро да се на место каде што родителите знаат каде им се ноѓаат, да не седат по улици, по темници, по други некои локации каде што се изложени на уште поголем ризик. Во образованието сега ни се готови решенијата, ние сме меѓу ретките, ако ние единствена општина што даваме поддршка за децата со попреченост во образовниот систем до 8 оделение. По 10.000 денари за секое семејство. За прв пат годинава даваме поддршка за полуматурантите. По 5.000 денари за секој полуматурант, а од оваа година стартуваме и по 3.000 денари за поддршка на секое
Прваче, покрај тоа што и до сега го дававме бесплатните ранци со опрема, односно со прибор, тоа им е нивната опрема што им треба и мислам дека ужинките беа или еден оброк од тие што ги има. Да, сега се уписите за првачињата. Има ли доволен број, ќе се исполнат ли капацитетите во Ѓорче Петров? Ние за среќа имаме се уште дечиња, затоа што правилно развиваме општината, овозможуваме услови за развој, сето тоа ни носи можеби проблеми во делот на паркинг и на тие, но па и носи и нови дечиња, што за мене е многу поголем благодет, него ли сите други проблеми што ги имаме. И ние сме околу 420 на дечиња секоја година во прводеление. Вчера бевме на завршна приредба во градинката Росица, прекрасен настан, од таму очекуваме само нашата градинка околу 330 дечиња како генерација, а дополнително и другите, и со тоа ќе дојдеме до таа бројка која што ја имаме зацртано и која што практично секоја година ја преку владиниот повик, ми се чини добивте пари за градинка или реконструкција? Да, две работиме во моментов. Две градинки, едната е во Стопански двор, а другата е во населата Дексија. Тоа се две градинки кои што ќе го зголемат капацитетот за некој најмалку 250 до 300 дечиња. А и толку ни се на листата за чекање, така да очекувам во најбрзо време таа листа исто да падне. Ние иако ја намаливме за пола, имаше 800 деца на листата за чекање која дојде во мандат со отварањето на Сонце, со проширувањето на градинката во Мирчацев, се намали малку тој број, меѓутоа еве, ние сме на сладки маки, викам стално дека ни требаат нови капацитети и не само овие две што ги градиме. Набрзо очекувам да се донесе деталниот план 21, каде што имаме уште две предвидена. Работиме на услови создавање за изградба на детска градинка во Александрија, така да сакаме и тоа, и со тоа она ветување што ги имав при изборите за 5 детски градинки, сакам до крајот на мандатот да се оствари. Правите ли контрола, еве сега градинките, основните училишта се под надлежност и повеќе јавни установи под надлежност на општината, ги контролирате ли директорите? Ги слушате ли проблемите, прашањата кои граѓаните ги имаат од конкретно некои вршители на директорската функција? Сега ќе ви кажам, ние секојдневно комуницираме. Тоа не е рутинска работа. Не ни треба покрај посебните составници што ги имаме тематски, дали било за распоред на часови, дали за одредени проблеми кои што ги имаат сите училишта, секако секојдневно сме во комуникација за сите проблеми кои што им искрснуваат во текот на функционирањето. И да, иако условно Министерството за образование, односно Министерството за демографија, за социјална демографија и млади со градинките се директно надлежни, ние како општини дотираме големи финансиски средства за да се одржи образовниот и воспитно образовниот процес во градинките на нивото на кое што треба да биде. Тоа е сериозна сума на пари, мислам дека вкупно околу 30 милиони денари од општинскиот буџет издвојуваме за потребите кои што се на овие институции. Добро, сакав да ве прашам и дали вие директно имате средби со граѓаните, дали ги сослушувате нивните проблеми, што да сакам, конкретно не можам да немам, затоа што каде и да се појавам или еве ќе дојдат на работа, морам да им излегувам во пресвет, тоа ми е мојата работа и од таму па ги црпим идеите. Затоа што, знаете како, нормално е дека секоја планина си има своја тежина и луѓето од различни делови на општината имаат различен тип на проблеми. Ме радува тоа што како ги надминува ние основните проблеми. Ако зборевме пред 4 години за Ѓорче Бескал, сега кога ќе отидете на тие места каде што се направени, каде што е направена овој тип на инфраструктура, сега луѓето зборат за плоштади. Сега мисловна иманка беше некој во Волково да ви побара плоштад. Меѓутоа сега луѓето тоа го барат. Барат центри за, односно зони за рекреација. Тоа е супер што е така. Затоа што видовме дека можеме повеќе. Ѓорче од една општина на периферијата, која што често беше неоправдано, да речам ајде потиснувана, успеавме да доведеме на едно солидно и да создадеме имидж за модерна урбана општина. Дали сезонава, односно летниот период, планирате реконструкција на улици, колку од нив се започнати од тие пари што ги добивте и од владата и ги резервиравте од општинскиот буџет? Па ние во делот на улиците можам да кажам дека направивме историски чекор. Јас кога ги броев во текот на кампањата, тоа што го имавме соработени, тоа што се работеше во моментот беа некои 250.
улици и краци до тогаш. Од тогаш навака ние не сме застанале. Имаме реализирано од изворите нааму едно 30-тина улички и нивни краци. Во тек сега ќе ви кажам, на улицата 102 во моментов работиме. Таму имаме 7 улици, негде околу 2 километра се вкупна должина. Работиме на улицата 44 во Киса Јабука. Работиме на улицата 84, која што ги спојува долниот дел на Волково со Киса Јабука. Претходно треба да работиме на улицата 103 наредно, на улицата 37 сега стававме канализација, сега ја спремивме за да може да почнеме да работиме со асфалтирање. На 37 на истата ситуација, на 103 многу улици се. Значи мислам дека во моментов ќе фатиме повторно некои 30 улици. Ние само со повикот од владата имавме некои 90 на улици и краци и тоа се негде околу 40 километри должина. Се тоа што го имавме претходно од наши буџетски пари, од претходните инвестициони програми, имаме најава за интервенција на градот во улицата 101 во Волково, со тоа целосно да заврши реконструкцијата до излезот на обиколница Ворман. Инфраструктурно го препородивме Грче. И уште ќе продолжиме да работиме на тоа. Наредна ни е фаза реализација на патот до Кучково и многу проблематичниот дел во деталниот план СЗ-03, тоа е позади бензинската во Ново село, за кој што имаме потпишан договор за дел за изведба на патот и на атмосферска. Го чекаме договорот со Министерството за животна средина во делот на изградба на канализационата мрежа и со тоа целосно се покрени. Нова канализација, нова атмосферска, нова улица, тротоари, осветлување, све да заличи на населба како што треба. Ги слушате барањата на граѓаните, а ги слушате ли барањата на опозицијските советници? Имате ли поддршка во гласањето на проектите од ваша страна и предлагаат ли тие нешто? Па видите, за предложат треба да дојдат на комисија на која што не доаѓаат. Сега зошто не доаѓаат, тоа ќе треба да ги прашате нив. Па со работите не се прават, се разговара, се координира и имам разбирање да го се работи за нешто што е реално изводливо, не популистички од аспект на лично себе промоција партиска или било каква пак друг тип на злоупотреба на позицијата која што имаат во однос на граѓаните и во однос на општината или пак мене као граначалник. Не можам да кажам дека сум задоволен, да бидам искрен, затоа што односот е таков каков што е. Ја ги разбирам, тие се длабоко навлезени во проблемите кои што ги имаат во рамки на нивните политички партии, гледаат да најдат одредено поле на долување, најчесто е тоа да се оцрнат или да неосновано да прикажат. Имавме во блиското минато неколку такви ситуации кои што политички сериозно се злоупотребја. Но тоа оставам на нив. Јас не можам да им се мешам во нивната политика, ниту па сакам. Ја им кажав и на последната ценза, фала Богу што не сме на иста страна и не размислуваме идентично, инаку не би биле противници. Александар Стојковски, градоначалник на општина Ѓорче Петров, ви благодарам за ова гостување и се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и вам на поканата, во секое време ви ставам на располагање. Почитувани, тука е крајот на вечерашното издание на За или Против. Ви благодарам за довербата, а следното е утре вечер во истиот термин 18:10. Имајте пријатна вечер.